Почитувани дами и господа, добре дојдовте. Ова е Министерство за комедија. Извинете, не можев да издржам во оваа ера на слободата, да не направам најава ко на вести носител. Одиме со прилогот. Дами и господа, ве повикувам на свечената сала да им го честитаме изборот на председателот и членовите на владата на Република Македонија. Бидејќи седите, море луѓе, седите, еј. Абе, седете бе, луѓе, полека, ќе дојте на власт, море, потро. Чекајте да прочитат човекот, кај сте се забрзале толку. Констатирам дека собранието избра влада на Република Македонија. Абе, полека, има уште процедура. Има. Процедурава трај веќе 11 години. Седнете на места, има уште процедура. Седнете на своји места, има процедура. Почитувани дами и господа, после 11 години на чело на државата застана друга екипа која со жар, елан и нови реформи вети дека ќе се грижи за подобар живот за нас сите граѓани и ние им го посакуваме истото тоа, пошто до толку ја кренаја летвата за владење по пропис, намалување на корупцијата, што јас со мојот пилешки мозок стварно не знам како ќе успеат. Но на новиот прво треба да му се даде шанса, а ако направите кикс, Министерството за комедија е секогаш тука за вас. Пошто како што веќе сите знаеме, ова е време на слобода, на говор, некако претходно да не можеш да се нашалиш за едни основни проблеми. Значи, многу ми е мило што примате шеги на своја сметка. Така е модерно, веројатно, затоа што уште сметка немате на Кајмански острови. Зато сте, така да речам, полиберални. А еве ја и изјавата на Груевски пред да премине во опозиција после 11 години. Гледајте. Почитувани пратеници, почитувани граѓани на Македонија. ВМРО ДПМНЕ беше на власт речиси 11 години. Направи многу реформи и крупен исчекор напред во секоја сфера. Се решија многу проблеми, се работеше многу и се добија и многу позитивни резултати. За многумина над очекувањата. Да, истото некој може да го свати тотално обратно. Ујо, Харигуно, сато! Овие ќе се љута опозиција кој што ми се гледат. Али најкул од сите е кој, ако не? Абди, абе, ладен ко Кока-кола. Јас сум по опозиција и знаете дека опозиција не може ништо да каже. Што е, тоа е. Докли иде, ќе видиме како ќе оди тоа. Дали очекувате дека ќе биде реформска влада или не? Не можам тоа да ви потврдам, затоа што... Видете се, јас уште не можам тоа да ви го потврдам, затоа што уште не знаеме. Може да се јават со некоја идеја, па да излезит, сум рекол претходно вака, така. Ме сваѓаш. Останувам и дали у политика, само у опозиција. Ќе ви биде чудна малце таа улога? Долго време не сте Не, били во јас сум опозиција? бил во опозиција. Да, али долго време не сте били во Јас со пета гол немој да заборавите дека имав. Ама и имате примено гол со глава. Така? Па така е. Така. И сега нормално треба да издржиш и опозиција 11 години на власт. И сега Затоа ве прашав, пошто долго време сте биле власт. Да, нормално власт и се опозиција, ќе издржиш нормално. Ќе издржиш нормално, машки, до крај. Абе, цар.
Со влегувањето во кабинетот на владата, новиот ни премиер Зоран Заев нареди да се проверат просториите од апарати за прислушкување. Намерата ми е да бидам целосно транспарентен, ама ова е кабинет на премиерот, каде вакви апарати не би требало да има. Иако минатото покаже дека и тоа беше можно. Ќути, да не беа бомбите, уште ќе бевте без работа. Охрид во Варош да дојде екипа за прислушкување, им прегорит апаратчето. Овде експерти сме за надгледување. Од што имат чашите ќе дознаат што се десило пред да го кажеш, пред да го помислиш. Топол совет до новиот министер за внатрешни работи: по никоја цена, значи немојте да ставате луѓе од Охрид во ДБК. Затоа што ако му кажеш државна тајна на охриѓанец, тој ќе ја издај за 300 денари. А еве, како изгледа палатата во земјата на гипсот, кнауфот и чудата, еве директно од внатрешноста на владата. Еве, почитувани дами и господа, се осеќа силно присуство на барок и силно отсуство на вкус. Еве ова се вазните во кои се негува патриотското цвеќе. Се чувствува таа историја впишана во нив. Тоа е символ кој значи, иако цвеќето во вазната е без корен, историјата е учителка на животот. Знаеме дека звучи глупо, нелогично и дека нема рима, ама се обидовме да споиме модерно со античко. Одиме понатаму. Ова се скалите по кои се качуваат владините представници, а над нив е лустерот од Сваровски, кој е символ за судството во Македонија. Ова е црвениот тепих по кој чекорат сите пред започнувањето на гала преносот од отчетот, шоу на кое имавме прилика да видиме неверојатни креации на домашни и странски дизајнери. А ова е фото од еден класичен прес во владата. Како што можете да забележите, дизајнот на интериерот лесно може да ги подведе новинарите да снимаат во погрешен правец. Се осеќам ко турска серија да започне. Директно од теренот добиваме информации дека согласно новите реформи, луѓе масовно се шишаат и се бричат. Еве, ова е познатото трето дете. Шо златно дете е. Ама тоа е то. Ново време, нов стайлинг, нови реформи. Собранието без ВМРО ДПМН изгласа избори на 15 октомври, а до тогаш им го продолжи мандатот на градоначалниците. Бој! Реформиве колку брзо се дешаве. Па ова не било, почитувани дами и господа. Абе да ти е страф од дома да мрдниш. Од денес до утре уставот е реизгласан, сменет 3 пати. Закон ти ако не смениш или дополниш 3 пати во денот, па ти не си реформатор, човеку. Либерално, лабавно. И како што тоа медиумите љубат да го исфилуваат, би нова влада, би светлина ден први. И одма се осеќаат разлика. Се укина екстерното. Сега во државава само интерно ни остана како тема на муавет. Од Дуи рекоја дека целта на екстерното беше благородна, ама ето имаше многу проблеми, многу е јако дека Дуи беше дел од претходната влада и сега и од новата влада и одма некако мислат на друг левел. Дуи, just do it. И бидејќи сега ова е ново време, нова ера, и пошто ВМРО не знаат како да се понашат на опозицијска клупа, тоа е ново и за нив после 11 години, така. Но затоа тука сме ние, Министерството за комедија, да поможиме во неволја. Требити нив да им се даде шанса на клупата за резервни играчи. Еве ви, 10 трикови за да се трансформираш од лоша влада во топ опозиција. Број 1. Секој ден штипкај го детето на комшијата и вели му: море паше, како ве пораснавме.
А ако детето и комшијата не се во државата, тоест не се през града, свати го како конструктивна критика. Зато си во опозиција. Број 2. Не им оди на седници кои ќе ги болит најпоќе. Класична метода, класична, многу успешна. Сите ја користат. Број 3. Прикажи точни бројки за државниот долг. Вие барем бевте таму, знајте конкретни бројки. Ако лажат овие новиве на телевизија, речи не е точно. Искористете шанса, ништо не губиш. Број 4. Убеди ги сите да посакет не 500, туку 1000 евра плата. Заш? Така, логика. Шом овие се спремни 500 да ни дат, значи уж 500 ги крадат. Број 5. Прај се дека ја признаваш грешката и цело време мрчи им за работиве што им ги оставивте. Ајбе, што правиме со споменициве, до кај сме? Ние тогаш ги донесовме, сега вие снајдете се, тргнете ги, така, сега е друго време. Број 6. Одма уште следниот ден мрчи дека патиштата не се добри во Македонија и дека немој човек до на работа да стигне здрав и жив. Број 7. Земи саксиско цвеќе и редовно вади го, изборувај му. Цвеќињата го сакаат тоа. Тоа е единственото што ќе те одржи во живот кога се ќе се сруши. Број 8. Не оди на пазар со кола, оди со градски транспорт, топе, чат пат е бесплатен и плюс поблиску си до граѓаните, нели? Број 9. Слободно. Значи, слободно обвини го Заев дека најбитните институции не ти се на 100 чекори од дома. Број 10. Немој да го обновуваш CV-то, само прекопирај учебник по историја, ќе го имаш комплетно и со текст и со слики. Ете, се чудев како рецепт да ви презентирам за оваа недела. Си велев дали растурена сарма или салата Македонија, ама се одлучив за затворена пица. Мали тајни на големите мајстори. Рецепт на денот, затворена фамилиарна пица. Ова е стар италијански рецепт. Потребни состојки за овој рецепт се: потребна ви е фамилија. Фамилијата убаво ќе се замеша во се. Потоа додаваме малку брашно. Бело брашно, многу бело. Откако се убаво ќе се измеси, тестото се остава известно време да порасне. Потоа се премачкува со сос од тендери, за да биде по-тендер, така по-меко. Се додаваат и странски инвестиции. И на крај, пицата се затвора. Фамилиарната пица. И се конзумира на подолг период. Ете, многу едноставен рецепт, а толку вкусен. Абе, лиги да ти потечат. Фактот дека Македонија чекори напред, почитувани дами и господа, го потврдува и веста дека во Македонија, спремни, се изведе и првата интервенција за промена на пол. Ете, почитувани дами и господа, реформите си го прават своето. Кандидатот не е Џастин Бибер, не, македонец е и сака да се трансформира во македонка. Мала, но суштествена разлика. Абе, на македонец не барај му да смени 100 евра, за полич не е проблем. Уште то ни остана за мен веќе. Полот и името. Полот го даваме, името не го даваме. Пошто после ќе немат како да се прокнижит пристигната финансиска помош од диаспора, испратена на конто $5 помош за името. Мислам дека и на спомениците ќе им требит време да се соземат со новите промени. Сите сме така благо потресени, да речам. Тие кутрини кривини должни, донесени од кузнајт каде, лиени носени ноќе, поставени на сред плоштад, со живот друг што им го проектирал да ги фарбет со бои и со лакови од увоз. На друг срамот да му го берат. Кутрите да имаја уста да кажат шо мислат. Еве, вака ќе беше. Значи јас како татко на Александар
човек од позната фамилија, сакам да се пожелам на новата влада дека мене претходно џабе ме фалеа као те поштоваме, ова она и пак пред мене ставија некој од понова историја. Мислам стварно, дај сменете. Ќе скинам тој вајар од генијалец што ми ја направи вака ракава. Секој ден гулаби ќе држам. Заев прво гулабиве да ги згрижи. Слушај, абе неќам да ме чујат. Јас уште од старт бев за Заев, само неќев да се експонирам. Абе брат, експонат си, не можеш да не се експонираш, таква ти е работата. Едно големо браво за Македонија и за Драган Вучич, кој се задржа во медиум сиве овие години. Браво! Вау! Абе, дечки, циркусот замина, нас не остаја овде, а? Вау! Близо како не те зезни, никој. Ни ветија, ќе синхронизирам турска серија и ништо. Сеа, во ситком ќе ме става. Абе, пресмешно ќе е. Stenja Hochstadt an ihm und was da du sehen nicht so gut mehr über das über und mich so weiß mir lo gut mich ist weil sei auch so der man auch Christine Buchgi ofer gut mir pan du sagen die sicher so wann ich bin am Padom no de como dinero и научу висти не так научу Ај не викај, дечко, од прв ден во опозиција и одма со викање. Ете, тоа беше се она што не потресе во изминатата недела. Subscribe и лајкови и нека живее Македонија.